Tragedija se slučila vo petokot vo španski od grad Castellón de la Plana v oblasta Valencija. Tamo štipjanec vozač na šleper go pregazil svoj drugar i kolega Saško Kocev pri parkiranje. Saško se simnal od kabinata i otišol pozadi kamionot, no v jedan moment toj se izgubil od retrovizorot što bilo dovoljno da go zagubi život, otvoreći si isti od momenta. Nešto работили oni sa kamionom. Nešto работили da pominut preko toa rampata i така он подзаде бил камионот, управувал го накъде да върте и тая рампа, не знам каква е рампата, паднала рампата врз него и го смачка на место. Деталите kako točno se slučilo ki gi otkriva španskata policija koja vednaš napravila uvid, a 48 časa vo pritvor pominali vozačot na kamionot. Prvično se raboti za nesrećen slučaj, no predstoji istraga koja ki gi utvrdi detalite za smrta i eventualnata odgovornost na vozačot. Инаку Сашко Коцев е 33 годишен štipjanec и е татко на две деца. Живеел во овој дел на Новосело. Во Шпанија престојувал и работел повеќе од година и пол, а таму веќе подолг период живеат и неговите две сестри. Tragedijata со Saško i negovиот другар кој го прегази е очајно болна за неговите најблиски и соседите. Жал ме е младо дете и многу живеем. И отиде тамака. И шо да и правам? Плакат сите на томе да дојде сочувство. Викам, може да е лажа, викам. Не верувайте, викам, може да е лажа. Нада се, вика майка му, вика, я да умреше. Томе, вика, он вика, я да умреше, само дето да останеш живо. И тешко е, сине, стварно е тешко. Дечиња има внуци, сега да ги чува она без родители. Семејството на починатиот во сета невоја сега од врата на врата бара 5000 евра за транспорт на телото од Шпанија до Штип, а семејството на неговиот другар бара пари за адвокати. Од локалната самуправа Штип велат дека блиски на починатиот веќе побарале помош. Општината направи итни чекори за отворање на донаторска телефонска линија преку операторот ВИП за донирање на средства кои се потребни за плаќање на трошоците за транспорт на Коцев. Општина Штип и градоначалникот Илчо Захариев ќе донираат 30.000 денари или 500 евра. Истото е сторено и во Министерството за надворешни работи. Во моментов последните информации се дека нашата посла во Мадрид одржува перманентен контакт со семејството на Сашко Коцев, кој што настрада во Валенсија. Испратени се неколку понуди кои што треба да бидат одбрани од семејството во Штип, за да може да се изврши транспортот на телото во Македонија. До доцните попладневни часови денес парите не беа обезбедени, па во собирањето се вклучуваат и граѓани и фирми.